Од денеска до недела низ целата држава ќе се реализира 6-тото издание на Генералка Викенд, најмасовната еколошка акција во Македонија и регионот. Во акцијата ќе учествуваат 10.000 волонтери, вклучувајќи и граѓани, организации, институции и компании, со цел собирање отпад и подигнување на јавната еколошка свест. Според организаторите, ова представува најголема логистичка операција досега поврзана со заштита на животната средина, која ги обединува граѓаните од различни општествени и културни средини околу заедничка цел – почиста и поздрава животна средина. Акцијата ќе се спроведува истовремено на повеќе од 500 локации во 80 општини низ државата. Координацијата се реализира во соработка со локалните самоуправи и Црвениот крст. Во иницијативата се вклучени околу 600 организации, јавни институции и приватни компании. Официјалниот почеток на Генералка Викенд е закажан за денеска, а организаторите најавија присуство на високи државни представници, меѓу кои председателката на државата, градоначалникот на град Скопје и министерот за животна средина. Од организацијата истакнуваат дека акцијата со текот на годините прераснала во национална традиција и символ на заедничка одговорност кон природата и јавниот простор. Институтот за јавно здравје е подготвен да дијагностицира пациенти заразени со хантавирусот кој е откриен на крузерот во Јужен Атлантик, иако засега нема таква опасност за македонските граѓани, уверува директорката Марија Андоновска. Таа вели дека во овој момент кај нас нема простор за каква било паника, бидејќи не постои опасност ниту пак ризик за ширење на вирусот. ИЕЗ е подготвен со протоколи доколку има потреба од каква било реакција, воедно ги поседува потребните реагенси, опрема, кадар и методологија за дијагностика, доколку се појави потреба. Да потенцирам дека граѓаните во овој момент можат да бидат спокојни, бидејќи исто така сме информирани од Светската здравствена организација, дека на бродот не постои македонски државјанин ниту како патник, ниту како член на екипажот, што е доста значајно за нас, вели Андоновска. Секторот за епидемиологија во Институтот за јавно здравје во постојана комуникација со Светската здравствена организација и со Европскиот центар за контрола на болести. Андоновска вели дека на дневна основа ги добиваат сите податоци потребни за превземање на активности. Иако не е регистриран американскиот тип на вирусот кај нас, Андоновска препорачува граѓаните посебно да внимаваат на хигиената, да одржуваат високо ниво и да избегнуваат храна која стоела во магацини и на пазари, семки, сончогледи и конзерви кои би можеле да бидат загадени од глодари. Препорача општините соодветно да ја спроведат задолжителната дератизација која се прави 2 пати годишно. Спортувајте, другарувајте, учете, затоа што спортот е иднината на нашата татковина Македонија, порача денеска премиерот Христијан Мицковски на свеченото отворање на првата сезона од Плазма спортските игри за млади на плоштадот Македонија во Скопје. Тој истакна дека владата ќе продолжи да ги поддржува спортот и младите генерации. На настанот, кој обединува над 27.000 деца од целата држава, беа најавени надпревари во разни спортски дисциплини на локално, регионално и државно ниво. Најуспешните млади спортисти ќе обезбедат пласман на меѓународното финале во Сплит, каде што ќе се надпреваруваат соврсници од регионот. Министерот за спорт Борко Ристовски додаде дека игрите не се само надпревар, туку и можност секое дете да почувствува што значи да биде дел од тимот. Спортот не е привилегија, спортот е право на секое дете, рече тој, нагласувајќи дека државата вложува во младите, инфраструктурата и локалните институции, за да гради здрави генерации. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави и Иран продолжуваат со дипломатски преговори покрај серијата вооружени инциденти во Ормускиот теснец. Тој во Вашингтон нагласи дека главната цел останува спречување на Иран да развие нуклеарно оружје, повторувајќи дека Иран нема да има нуклеарна бомба и дека според него Техеран веќе се согласил со таа позиција. Во исто време Трамп тврдеше дека САД имаат двоена предност и дека американските сили нанеле штета врз ирански поморски капацитети, при што го опиша Иран како ослабен и на крајни сили. Тој предупреди дека доколку не се постигне договор, САД ќе одговорат со многу посилни мерки. Американската страна тврди дека нејзините сили успешно ги неутрализирале заканите, а потоа извршиле одбрамбени удари врз иранска воена инфраструктура, вклучувајќи локации за лансирање ракети и дронови, командни центри и системи за надзор и разузнавање.
Американски функционери изјави дека овие акции не представуваат проширување на конфликтот, туку одбранбени мерки. Од друга страна, Иран остро реагираше и ги обвини Соединетите американски држави за прекршување на прекинот на огнот. Иранската војска соопшти дека возвратила со напади врз американски воени бродови и дека нанела значителна штета. Во меѓувреме, дополнителна тензија предизвика и одлуката на администрацијата на Доналд Трамп привремено да ја суспендира операцијата Проект Слобода, која имаше цел да обезбеди безбеден премин на трговските бродови низ Ормускиот теснец. Американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се прошируваат санкциите против Куба насочени кон клучни економски и воени структури во земјата. Според американските власти, мерките имаат цел да го ограничат влијанието на кубанскиот воен конгломерат Група за бизнис администрација, за кој Вашингтон тврди дека контролира значаен дел од националната економија, како и неговото раководство. Санкциите опфаќаат и компании поврзани со рударскиот сектор, вклучително и заедничко предпријатие, кое работи во областа на екстракцијата на никел и кобалт. Дополнително, новите мерки ги заоструваат ограничувањата за патувања и парични дознаки од САД кон Куба, како и мерките против ангажирање кубански медицински мисии во други земји. Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека администрацијата нема да остане пасивна пред, како што наведе, активности на кубанскиот режим. Од Вашингтон со децении се бара Куба да го либерализира својот економски систем, да обезбеди компензација за конфискуван имот по револуцијата и да воспостави демократски избори. Од друга страна, кубанските власти остро реагираат, оценувајќи дека нивниот социјалистички систем не е предмет на преговори. Тие ги обвинија САД дека преку санкциите вршат политички и економски притисоци и дека се обидуваат да ја поткопаат сувереноста на земјата. Околу 40 патници се симнале од крузерот погоден од смртоносната зараза на хантавирус, откако првиот патник починал на бродот, потврдија холандските власти. Властите низ Европа и Африка сега ги бараат патниците кои го напуштиле бродот во пристаништа како што е Света Елена. Патниците го напуштиле бродот Хондиус за време на застанувањето на оддалечениот јужноатлантски остров Света Елена, соопшти холандското министерство за надворешни работи. Меѓу нив била и сопруга на 70 годишен холандјанец кој починал на бродот откако му се слошило за време на патувањето. Тројца патници починаа, 8 се разболеа од хантавирус на крузерот кој плови под холандско знаме. Бродот кој превезувал речиси 150 луѓе моментално е закотвен покрај брегот на Зелено-Ртските острови. Крузерот испловил од Аргентина на 1 април на крстарење по Атлантикот, кое требало да ги опфати Антарктикот, Фолкландските острови и други локации, но маршрутата била променета поради епидемијата. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус рече дека тројца пациенти за кои се сомнева дека се заразени со хантавирус се евакуирани и се на пат кон Холандија. Во меѓувреме од Светската здравствена организација велат дека експертите ја истражуваат можноста за пренос од човек на човек, што се смета за исклучително ретко. Се верува дека првото лице веројатно се заразило со вирусот и пред да се качи на бродот. Властите исто така соопштија дека немало стаорци на бродот. Македонија денеска ќе биде под влијание на изразена влажна и нестабилна воздушна маса која ќе донесе промена на временските прилики во целата земја. Времето ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд кои на одредени места ќе бидат поинтензивни. Според најавите на синоптичарите се очекува врнежите од дожд наместо да бидат пообилни, а ќе има и појава на грмежи. Граѓаните се повикуваат на внимателност поради можноста од локална нестабилност, проследена со електрични празнења и поголемо количество воден талок во краток временски период. Сабота и недела не очекува нестабилно време со појава на електрични празнења. Максималната температура в сабота ќе се движи до 25 степени, додека во недела ќе се искачат до 29 степени. Минималните утрински температури ќе бидат помеѓу 6 и 12 степени. Од почетокот на работната недела, иако нестабилноста ќе продолжи, не очекува значително затоплување. В понеделник максималната температура ќе достигне 30 степени, а во вторник не очекува вистински летен ден со температури до 32 степен.